Ние сме победниците затоа што знаеме како треба да ги исполнуваме делата. Преспа ја вративме од летаргијата и покрај големиот долг направивме многу, порача лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на митингот во Ресен. Овдека во Ресен пред 4 години наследивме една многу тешка ситуација. Имавме победа, меѓутоа она што го наследивме не пишуваше многу добро за понатаму. 2,5 милиони евра долг, блокирана сметка. До пред 3 месеци немаше ни лимит. 4 години до сегашниот градоначалник и актуелниот градоначалник Вулкановски не можеше крај со крај да сврти заради долговите што му ги остави Димитар Бузлевски. Заради тоа што човекот трошел, како што знае и уме, ја презадолжи општината да не може во 2 мандати да се деблокира. Ете, тоа му го направил на Ресен. А што видовме од тие долгови што ги направил во Ресен? Што е создадено? Што е направено? Долговите се тука, ама многу нешто посебно не сме виделе од него. И сега без срам, без лице, без перде, доаѓа и пак бара мандат, па да ја презадолжи општината. Овој пат не смее да му се дозволи. Овој пат мора да се застани цврсто и да му се каже: за тебе заврши приказната со градоначалник на Ресен. Не може веќе министерот во тренерки да ја презадолжува општината и да ги манипулира ресенчани. Кандидатот за градоначалник на општина Ресен од Коалицијата за подобра Македонија, Ѓоко Стрезовски, во своето обраќање го потенцираше формирањето и развојот на 2 индустријски зони во Преспа, отварањето на 2 туристички развојни зони, како и многу други проекти кои се зацртани во неговата програма. Ќе вложиме максимални напори, конечно да изнајдеме инвеститор кој ќе го изгради откупно дистрибутивниот центар на Макази, зашто е веќе изготвена планско-урбанистичка документација. Проект кој ќе биде од витално значење за решавањето на проблемот со пласманот на јаболката, но се разбира, ќе отвори и нови работни места. Ќе направиме исто така напори да ги развиеме 2 планирани развојни зони, едната на Макази и другата на просторот на поранешниот Преспатекс, каде ќе овозможиме привлекување инвеститори и отворање на нови работни места. Веќе имаме најави за такви активности, а Агроплод веќе најави изградба на 2 нови погони, каде ќе се отворат нови неколку десетици работни места. На митингот на владеачката партија во Ресен беа представени кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.